Ако во 2014-тата Jeep изненади со малиот Renegade, тогаш што да се каже за Avenger кој е уште помал? Ништо друго освен дека добро ќе се продава. Неговите заеднички гени со најпопуларните модели на групата ќе се погрижат за тоа. Атрактивноста сигурно ќе ја зголеми и фактот што ќе биде мултиенергетски. Покрај сега покажаната електрична верзија ќе има и класични мотори, секако хибридни. Направен е со идеја да се допадне на европските купувачи и американците нема да го видат на својот континент. Изгледот на овој најмал модел во асортиманот на Jeep е фамилиарен, но сепак е со собствен карактер. Предниот дел со корпоративната маска му е европски заоблен, а силуетата мускулеста. Внатрешноста е доста симпатично уредена со виртуелна инструментарија, широка полица за ситници и голема кутија на централниот тунел. Согласно педигрето на марката, теренскиот имидж е задржан. Каросеријата е обрабена со заштитни пластики, светлосните групи вовлечени за да бидат помалку изложени на оштетувања, а клиренсот подигнат на 200 мм. Електричните технолошки решенија се повторуваат од браќата на истата платформа. Електромоторот развива 156 коњи и ги врти само предните тркала, а батериите треба да бидат доволни за 400 км. Продажбата треба да му започне во март 2023 година, а во Stellantis очекуваат веќе идната 2024 да стане најдобро продаван модел на Jeep во Европа. Ке се произведува во Полска, а за цените нема индиции. Во духот на марката, која го носи епитетот теренска легенда, се подготвуваат и хибридна изведба со електричен погон на задните тркала, која како концепт беше покажана на салонот.